Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И еве денеска, уште еднаш ќе се појавиме со уште едно ново видео со цел, да олесниме и да помогнеме на учениците од 6-то одделение да совладаат нова наставна содржина. А денеска ќе имаме за задача да работиме за лекцијата 1000, за наставната содржина 1000, односно, ќе започнеме нова тема, тоа е темата Балканот во Стариот век, и тука ќе се запознаеме со една од најголемите светски цивилизации воопшто, кои што се појавиле во светот и секако на територијата на Европа, тоа е 1000. Да видиме што е 1000, која територија е 1000, како настанува, каде се наоѓа и што е тоа што е најзначајно за 1000. Инаку, само пред да почнеме да истакнам дека кога ќе се спомене терминот 1000, се мисли на Стара Грција. Всушност, 1000 е Грција, односно Грција во Стариот век се нарекува Хелада. Така, да видиме, каде се наоѓала 1000, каде се протегала и која или каква е нејзината местоположба. Ова со сивкаста боја овде е всушност територијата на 1000, сите овие острови, заедно со овие природни граници, всушност представуваат територијата или ја представуваат територијата на 1000. Можеме да видиме дека 1000 практично се наоѓа на извонредна местоположба, се наоѓа на најјужниот дел на Балканскиот полуостров и е опколена со мориња. Односно, се наоѓа на неколку мориња, така можеме да видиме дека се наоѓа покрај Средоземното море, се наоѓа покрај Егејското море, се наоѓа овде покрај Јонското море и се наоѓа делумно покрај Јадранското море. Иако поголем дел или дел од историчарите, особено областа Епир, ја ставаат во 1000, некои ја ставаат во Илирија, некои ја сметаат како посебна област, како и да е, и дел од Јадранското море спаѓа во 1000, особено заради островот Крф, бидејќи тој ќе биде под хеленско, односно под грчко влијание. И пак ќе повторам, можеме да заклучиме дека местоположбата на Стара Грција, односно на 1000, е извонредна, односно се наоѓа покрај 4 мориња, кажавме Средоземното море, Егејското море, Јонското море и Јадранското море, и природна граница на север, бидејќи на север таа не граничи со море, односно граничи со копно, се наоѓаат планини, тоа е познатата планина Олимп, односно планината Олимп представува природна граница на север, особено помеѓу 1000 и античка Македонија. Тоа е за местоположбата на 1000. Сега, да видиме каде се развива првата цивилизација. Првата цивилизација се на 1000, односно во 1000 се развива на островот Крит. А најзначаен град бил градот Кнос, и тука ќе биде една палата, тоа е палатата која што е пронајдена, а тоа е палатата на владетелот Минос, затоа уште се нарекува Минојска култура, додека после тоа културата се проширува и на север, односно кон полуостровот Пелопонес, во градот Микена, затоа уште оваа култура се нарекува Критско-Микенска култура. Еве картата со првата грчка цивилизација, еве ви го островот Крит, овде каде што мрдам со стрелката,
ова вие градот Кносос, тука, пак ќе повторам, е пронајдена палатата на владетелот Минос, затоа уште ова култура нели се нарекува Минојска култура, и од тука се префрлува на полуостровот Пелопонез. Ова овде е полуостровот Пелопонез, тука се наоѓа градот Микена, од островот Крит. Културата продолжува на полуостровот Пелопонез, односно градот Микена, затоа нели оваа култура уште се нарекува критско-микенска култура. Се надам нели дека ова е јасно. Еве вија палатата која што нели е пронајдена, ова е палатата на веќе споменатиот владетел Минос и затоа нели се нарекува Минојска палата, а нели воопшто цивилизацијата се нарекува Минојска култура. Ова вие нели дел од Минојската облека како изгледала тогаш, нели гледате, се работи за една цивилизација која што значи ни покажува дека луѓето во тој временски период живееле малку поудобно. Добро, сега ќе се навратиме нели ние на претходната карта за да се подсетиме на овие миграциите. Ова вие ви кажав со сивкастата боја, тоа ви е Хелада. Хелада некаде 20 века пред нашата ера ќе биде населена од племиња наречени Ахајци. И Ахајците се тие кои што ќе ја населуваат Хелада. Меѓутоа, некаде 12 век пред нашата ера има нови населувања и територијата на Хелада ќе ја населат така наречени три племиња: Дорци, Јонци и Еолци. Односно, нели Јонците ги населуваат овие тука предели, особено нели крајбрежните предели, островските предели. Овие Дорците ги населуваат или ја населуваат територијата на полуостровот Пелопонез. Овие еолците ги населуваат северните делови, значи пак ја повторам, најпрво во 20 век доаѓаат Ахајците, после доаѓаат трите племиња Дорци, Јонци и Еолци, и од сите заедно, после нели одредено време, се создава нов народ наречен Хелени. И така настанува практично хеленската култура и хеленската цивилизација. Еве ви го слайдот каде што тоа ви е напишено. Пак ќе повторам, најпрво биле нели Ахајците, после тоа тие се мешаат со Јонците, Дорците и Јолците и така настанува Хелените, а земјата се нарекува Хелада. Сега, најстариот историски период во историјата нели на Хелада се нарекува Хомерово време. Зошто? Бидејќи за тој временски период ние дознаваме од слепиот хеленски писател Хомер. Хомер напишал нели две познати дела, тоа се делата Илијада и Одисеја. И во Илијадата е практично опишана 10 годишната Тројанска војна, нели додека нели последните 48 дена се посебно истакнати. Додека Одисејата раскажува за 10 годишното талкање на Одисеј, кој нели сакал да се врати назад. Сега, накратко само нели ќе објасниме за Тројанската војна, бидејќи нели е интересна. Инаку Тројанската војна се одвива помеѓу Ахајците и Тројанците. И целта на Тројанската војна е кој да го контролира Егејскиот басен, односно кој да има контрол над Егејското море. Тоа е причината, додека поводот ќе биде грабнувањето на убавата кралица Елена, која што ќе биде грабната од принцот на Троја, овој Парис, додека наводно поради тоа ќе се налути ахајскиот владетел Агамемнон и нели ќе тргне кон Троја, но да знаете дека вистинската причина е контрола над Егејскиот басен, односно над Егејското море, додека ова согребнувањето е само повод. И тука нели се опишени голем број на јунаци, како најголемиот Ахил, кој што е представуван како получовек, полубог. Тука е и
големиот тројански јунак Хектор, тука е најдобриот другар на Ахил Патрокло, така, нели, ќе кажеме дека ќе има една борба помеѓу Патрокло и помеѓу Хектор, сите ќе мислат дека тоа е Ахил, меѓутоа тројанскиот јунак Хектор ќе го убие, нели, ахајскиот војник Патрокло, на крај ќе дојде до битка помеѓу најголемиот хеленски јунак Ахил и најголемиот тројански јунак Хектор. Војната ќе ја добие, односно се извинувам, борбата ќе ја добие овој хеленскиот јунак Ахил, но тоа нема да биде доволно, Троја нема да падне, бидејќи како што гледате обколена со ѕидини. На крај, со помош на еден друг јунак, Одисеј, со помош, нели, на неговата Итрина, ќе се добие војната. Практично тој ќе им даде ум на ахајците да направат конј, да го остават пред портите на градот Троја, да помислат тројанците дека, нели, тоа е дар од боговите, а внатре да има војници ахајски, односно грчки, и така тој ќе се случи. Овие тројанците ќе се излажат, ќе го внесат коњот внатре, навечер кога сите спијат, овие излегуваат, ги отвараат портите и така Троја после многу долго време ќе падне. Тоа е накратко, нели, за Тројанската војна, додека, нели, што се однесува до другото дело на Хомер, тоа е Одисејата. Одисејата ни зборува за долгогодишното талкање на Одисеј, кој сакал да се врати дома после војната, меѓутоа се соочил со голем број предизвици, непријатности и така, нели, после долгогодишно талкање ќе се врати, нели, дома. Тоа е на островот Итака, а тука, нели, ќе го пречека неговата жена Пенелопа. Така и ден денеска, кога некој ќе се соочи со предизвици пред патувањето, кога ќе се соочи со некои несакани случаи, некои интересни случаи, денеска тоа се означува со терминот Одисеја. Значи, и денеска тоа се повторува како термин, односно се среќава како термин. Сега, што се однесува, нели, до грчката колонизација, треба да кажем, нели, како и кај сите други, да кажем, народи, така и кај грците главно занимање било земјоделието, бидејќи луѓето, нели, мора да се прехранат. Меѓутоа, во Грција или во Хелада немало доволно обработлива земја, затоа тие мора да ја бараат. И тие не се иселувале трајно, туку тие населувале само еден дел од населението. Така, еден дел од населението ќе го населат на друго место каде што има плодна или обработлива површина, и тука тие ќе треба да работат, па дури, нели, и да праќаат, например, жито за градот од каде што се дојдени. Тоа, да кажем, населување на дел од населението на друго место и создавање нова населба се нарекува колонизација. Така, старите хелени, односно, нели, старите грци, практично ќе го преплават целото средоземноморско крајбрежје и така старите грци, нели, ќе населат голем дел од бреговите и на Средоземното, и на Јадранското, и на Црното море, додека Егејското море веќе, нели, било во најголема мера населено со хеленско население. Еве, нели, се како изгледало тоа, да кажем, хеленско население, односно хеленска колонизација, и пак ќе повторам, поради недостиг на земја, меѓутоа и од други причини, тие се населуваат на други места. Така, например, еден грчки град, ако се наоѓа овде, гледате стрелката, ако има недостаток на земја, ќе направи колонија, например, овде, околу областа Тракија, или дури гледате и на Апенинскиот полуостров, односно особено во областа Сицилија. И така,
додека не се осамостои оваа населба, значи таа е под контрола на населбата која што ги донела луѓето овде. И така, од тие колонијски населби, во иднина ќе прераснат во градови кои што нели и ќе водат самостојна, односно независна политика. Тоа е тоа што се однесува нели до хеленската колонизација. Сега, што се однесува до создавањето на првите држави, треба да знаете дека во Стара Хелада или во Стара Грција никогаш нели не се создала една единствена држава. Хелада, туку се создале повеќе помали држави, градови држави, наречени полиси. Значи, пак ќе повторам, не се создала една единствена држава, туку секој град си бил своја посебна држава. И тие градови кои што се биле посебни држави се нарекуваат во Грција полиси. Така, секој град си имал свој крал кој што управувал со државата, меѓутоа тука имало и други институции како што биле Совет на старешини и Народно собрание. Кралот, веќе знаете, он бил врховен господар, додека Советот на старешини го сочинувале највозрасните луѓе во државата, тие кои што се сметале за најпаметни, тие го советувале кралот, и тука е Народното собрание кој вообичаено го сочинувале луѓе кои што нели војувале, односно сите војно способни мажи во градот држава. Така најважни градови држави биле Атина, Спарта, Теба, Коринт, Потидаја и така натаму. Овде сум направил грешка, нели на слайдот гледате, меѓутоа нели ќе повторам: Атина, Спарта, Теба, Коринт, Потидаја, тие се најважните држави. Ова ви е дел од археолошкото наоѓалиште денеска во градот Спарта. Ова ви е дел од атинскиот Акропол. Атина и Спарта се најзначајни држави, а ние нели за Атина и за Спарта треба да зборуваме во наредните лекции и ќе видите зашто всушност станува збор. Јас се надевам нели дека беше јасно ова што го зборувавме. Јас се надевам нели исто така дека беше интересно и дека научивте нови работи поврзани со нели историјата. Ние со наредно видео и со наредна лекција се гледаме нели наредниот пат.